Иницијатива за распишување референдум стаси и во Босилово, општина каде треба да никне рудникот за злато и бакар на целата Иловица и Штука. Советниците на општината денеска расправаа по предлогот на активистите за референдумско изјаснување. Советот се прогласи за ненадлежен, но дозволија активистите преку собирање потписи да ја отпочнат постапката за референдум. Тоа утре ај са на брзина па да направиме грешки, па ај после такви пријави, унакви пријави и за вас како совет, и за председател, и за мене, и за службите. Значи, дај да го дефинираме еден заклучок. Значи, аз ви кажах, мислам дека треба да им дадам да сложат, да им дадам право да се каже, че се каже, а у меѓу време ќе се течат и од контакт со службите и се насочуват како да се дојде до тоа што они го сакат како цел што би имат поставен. Активистите тврдат дека наскоро ќе ги соберат потребните 100 потписи за да ја отпочнат постапката за референдумско изјаснување. Од утре па натаму да почнеме со постапката за собирање на првичните 100 потписи и како валидна граѓанска иницијатива која има 100 потписи, да седнеме со Советот и да им ги образложиме нашите ставови и нашите мислења во врска со штетноста на рудникот, на потенцијалниот рудник Иловица. За рудникот кај Иловица, Евромакс има добиено концесија за експлоатација. Во изминативе години оваа компанија ги донесе сите студии и елаборати согласно законската регулатива и истакна дека главен приоритет ќе им биде заштитата на животната средина согласно меѓународните еколошки нормативи.